Да, на само неколку часа пред официјалното заменување нивно во Хрватска, каде што ќе бидат дел од светското младинско скайранинг првенство, кое што ќе се случува од 8 до 10 мај. Ги имаме тука во студиото. За жал, можеби тимот е мал, ама е многу значен, затоа што ова се важни моменти или значајни моменти за развојот на македонската скайранинг сцена и секако едно важно меѓународно представување на државата. До мене Душко Петрушевски, кој што е председател на Скайранинг Македонија, и Даниел Јанков, кој што оваа година не е единствениот репрезентативец. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, благодараме на поканата. Да, Душко, споменав на неколку часа пред заменувањето, бидејќи вечерва заменувате за Хрватска. Во кој дел од Хрватска ќе се случува ова првенство и зошто е толку значено генерално за скайранинг сцената во нашата земја, за овој спорт, за развојот на истиот, затоа што имаме сепак еден, ама многу значен представник оваа година. Точно, да, вечерва заменуваме на светското првенство младинско скайранинг, тоа е за возрастни категории до 23 години. Оваа година светското првенство ќе биде во Хрватска, поточно Макарска, Биоково. Како што они кажуваат, нели од морето до врвот, немаме таму високи планини, нели над 2000 метри и така натаму, меѓутоа самиот предел Биоково од доле од Макарска, еден интересен и силен терен, Карпи и планина, кој што бара сериозна подготвеност. Ја користиме приликата затоа што сме близко реално до Хрватска, ете они успеа да организираат младинско првенство. И важно е за нас и целата заедница да бидеме дел и континуирано да настапуваме на дали се сениорски, ветерански или младински првенства. Младински, да се задржуваме на тоа е многу значено, но само еден надпреварувач, да. Тоа е Даниел, за жал. Изминатите неколку месеци пробавме, јас како председател на комисијата за скайранинг, да најдеме буквално млади деца до 23 години кои што можат да бидат дел од ова првенство. Значи не е само да најдеме некој да отиде, туку и да се бори таму и да очекуваме нешто, да биде достоен представник. Да биде достоен представник на нашата држава. Но за жал младите категории и она што е Даниел Јанков не само во скайранингот, него општо во активностите на планина се многу мали, ќе кажам многу мали, и мораме ние како комисија и во рамки на Планинарската федерација на Македонија да работиме, да имаме многу повеќе млади како Даниел, кој што планината и дали трчањето или скачувањето на високи врвови ќе им биде еден вид на лајфстайл, јас викам, и дел од она што сака да го прават секојдневно. Затоа и медиумите имаат голема улога во однос на таа промоција, или колку сето ова ќе биде достапно, познато за младите, да знаат дека функционира, да знаат дека постои, да знаат и дека имаат можност дури да учествуваат на светско првенство. Видете, ако тргнеме, младинското првенство сега е во Хрватска и повторно е на терен каде што нема високи планини. Минатата година бевме на ветеранско првенство, тоа беа возрастни категории 40+, кое што беше во Бугарија. Истата година лани бевме на европското првенство во Италија. Македонија има совршени услови за развој на скайранингот. Еве, пред неколку години Србија организираше Европско првенство скайранинг, кој што не можеше да го одржи во Србија, го одржи во Црна Гора, заеднички, затоа што Црна Гора има планини. Ние имаме совршени услови за развој на спортот, значи не ни треба ништо да некој треба да создаде или да направи, и го имаме теренот, тоа е планината. Останува само сите оние кои што се занимаваат со овој спорт, значи не е тоа професионално кај нас, да бидат видени, да бидат поддржани и во она што во моментот го прават да биде искористен сиот потенцијал. Јас пак ќе кажам, еви во комуникација сум со Федерацијата светска скайранинг, кои викаат дека имате совршени услови каде да правите, и Тито врв тргата што правиме, и претходно имаше еден прилог видов за Пелистер, зашто се локации каде што едноставно не ви треба ништо. Во денешно време го имате теренот, измерени се патеките, само треба организација, малце ангажман и медиуми за да се направи било што. Веројатно можеби треба и малку поголема популаризација на скайранингот, и затоа е добро да и во овие минути ние малку и подобјасниме што тоа значи, затоа што има некој кој што можеби недоволно знае.
може да претпоставува, може да ја управи или не, но ако не сме дошли до тој податок или не сме се заинтересирали, ета вака на овој начин малку повеќе да Да, скајранингот е термин кој што се однесува на трки на високи планини. Е малце ниво над оние трейл трки што ги знаеме кај нас, затоа што си постојат одредени параметри и критериуми кои што трка што е на висока планина мора да ги исполнува, како просечен наклон што мора да го има трката, тоа е минимум 6%, доводи до одредена висина, да тоа веќе не е пресуден фактор, нели да иде над 2000 метри. Има ред број критериуми кои што треба да исполнува една трка за да биде скајранинг, но секако е дисциплина која што е многу поекстремна од крос трчање, од трейл трчање и така натаму и така натаму. Но да, Македонија ги има секако условите за било каде да организира ваков тип на трки. И реков, и медиумите и сите релевантни институции треба малку да вложат овдека, а тоа е многу помалку затоа што скајранингот и овие трки и овој спорт не е само спортскиот момент таму, него е и промоција на самите региони туристички, дали ќе биде Пелистер, дали ќе биде Шапка, дали ќе биде Мавро, промоција на самиот регион. Сме биле на првенства ширум Европа кои што можеби не се и атрактивни туристички, како што ги знаеме, скијачки дестинации, дали се на Алпи или некаде, Шпанија или било каде, но Гусиње беше домаќин на Европското, кога Србија го организираше, таму беше преполно со луѓе од Европа и од светот кои што верувам дека тоа им се јавише дестинација што сака да ја посетат. Да ја посетат, да. Ајде да го слушнеме и Даниел, да ни раскаже како навлезе во скајранингот, со оглед на тоа што ти си најмладиот македонец кој што ги има освоено Монблан, на 15 години ни сподели, и Елбрус, највисоките врвови всушност во Европа, Елбрус на 17 години. Тоа само е факт дека на вистина имаш огромна љубов кон планината и кон природата, но сето тоа те води веќе кон едно попрофесионално ниво, па еве оваа година или за овие денови ќе бидеш впрочем и македонскиот репрезентативец на ова светско младинско првенство. Од каде, како започна се, Даниел? Од каде љубовта кон природата? Што е предизвик да ги освојуваш високите врвови? Да, јас сум уште како дете сум заљубен во планината и со овој спорт, првично со планинарење се бавам веќе многу оддамна, а љубовта кон скајранингот и генерално кон планинското трчање се роди чисто од причина до ние искачувања кои што ги правам редовно планинарски, пешки, да станат побрзи, да се веќе вклучи во тоа трчање. И нормално, компетитивниот аспект од трчањето како спорт кој што во планинарењето изостанува. Какви се твоите очекувања за Хрватска? Колку си подготвен, како се чувствуваш, или колка временски период изминативе месеци се подготвуваше за она што ќе те очекува таму, бидејќи Душко веќе спомена, не станува збор за многу високи врвови, но од друга технички се многу потешки. Да. Или предизвикувачки. Да, таков е теренот за жал таму, карпест, остри гребени, многу стрмно. Припремите за жал не ми тече како што планирав, имав некој генерално имав мала повреда која што ми го процесот наруши. Тоа се случи многу пред неколку недели, што е многу блиско до трката, за тоа е тоа. Немам некои високи очекувања, чисто е целта е да се представи Македонија во најдобро светло кое што тоа ќе биде можно. Знам дека ќе дадам се од себе, ќе видиме дали тоа ќе биде доволно. Даниел, кое е твоето омилено место каде што можеби најчесто ги правиш овие тренинзи, ако зборуваме за местата како што спомена и Душко што ги имаме во нашата земја или конкретно и во нашиот град, ако најбрзо или најлесно тука ни е водно, но веројатно за тебе е исто нешто што следен предизвик, нешто што би било подобро за тренирање освен водно кое што. Прво водно е тука секако, затоа што тренингот е секојдневен процес, водно е најблиско, е најпристапно, но да би издвоил Шарпланина како перфектен терен за тренинзи, за искачување, за трчање, но тоа во летните месеци кога снегот истопен, би се префрлил повеќе таму. Освен таков тренинг, особено важен за добри резултати или надеж за истите на вакви првенства, што друго е составен дел од твојот начин на живот? Значи, едно секојдневие кое што практично е многу важно за секој спортист, па така и кога зборуваме за скајранингот, значи буквално начин на живот, од исхрана до дисциплината за тоа што како ќе се прави во одреден дел од денот, социализацијата како
млада личност, нели? Да, мислам, немам јас некоја специфична дневна рутина или некој екстрем по кој што се држам како да речеме спортист, но процесот е многу прост, да се тренира секој ден. Она што треба да се заврши за денот да се заврши, да се Иде на прати факултет. Образованието е многу важно. Да се завршат обврските кон факултетот и генерално да се исполнат нормата која што јас ја очекувам за денот, оној тренинг кој што треба да го завршам, тоа би било тоа. Ништо специфично, многу завлегување во специфична исхрана, некои други процеси, главно тренинг, одмор, тоа би било тоа. Споминавме светското од 8 до 10 мај, кога е денот на кога ќе се надпреваруваш? На 8 и на 10. Значи, се две трки во 3 дена. Првата е на 8 мај вертикален километар, тоа е релевантно кратка трка, 4 километри, нос од 1000 метри искачување висинско, така што е многу стрмна цело време. А на 10 мај е оној класик, 20 километри со 1500 метри висинска разлика, тоа е главниот настан на првенството. Да. Душко, какви се твоите очекувања за Даниел со оглед на тоа што е млад, но многу надежен, многу успешен сега за сега? Ваквите светски првенства, верувам дека може да бидат одскочна даска на светската сцена. Па јас очекувам Даниел да се бори за медал и за Македонија Колку да котира учесници многу има- повисоко, во има спротивно оваа ќе мора од година? Макарска да се враќа пешки. Се шалам. Пошто се работи за младинско првенство, тука не можеме да издвојуваме кој е фаворит и така натаму. Постојат 4 возрастни категории. Даниел ќе трча во на највисоката од 21 до 23 години. Секако тука секогаш предничат оние кандидати што доаѓаат од земјите како Италија и Шпанија во овој спорт. Но јас верувам дека Даниел добро е спремен, без разлика на мала повреда што имаше. Медицинскиот тим, да го кажам, ни дозволи дека може да учествува, дека се ќе биде во ред. Он овие денови одмара и ќе одмара до утре, до задутре кога е првата трка. Јас очекувам он да даде максимум од себе. Секако има околу 20 на држави учесници, сега има и многу поголеми тимови од нашиот, ние сме само со еден представник за жал, така што не можеме да очекуваме тимски дека Македонија би била многу нагоре, но јас верувам дека двете трки и оној комбиниран резултат што Даниел ќе го извади ќе биде навистина за почет. Сепак рече дека и самото ова учество е голем успех за Македонија да ја мапираат. Па секако јас мислам дека Даниел е модел на млад човек, да го кажам, да не биде дете, него на млад човек кој што треба да го следат многу умина како него. Јас се надевам и посакувам за следното младинско првенство да имаме 10-20 Даниел момци или девојки кои што ние ќе треба да ги селектираме за да идат на младинско првенство, а не да бараме по трки резултати кај нас за да дојдеме до еден човек. И он треба да биде баш пример за сите тие помлади генерации, дека сепак трчањето ние лани на ветеранското првенство освоивме првпат медал за Македонија во името на Мартин Дамески. Но не треба да чекаме 40 години да напомниме за да се занимаваме со спортот, туку треба од што порана возраст тој да биде дел од нас. Која е идеалната возраст за почеток со На 21-22 години вие треба да бидете супер елитен надпреварувач во овој спорт. А за почеток мисламе од детска возраст, која би била На препорачлива? младинско првенство започнува од 15 години. Првата граница на што ќе се надпреваруваат 15 до 17 години, така што и тие се пократки дисциплини сепак за таа помала возраст. Така што нема доколку веќе се видите спремни од на 15 години бил на Мон Блан, така што нема тука. Да. Даниел, само уште едно прашање во однос на психолошката поддршка или да речеме можеби тој психолошки притисок пошто кој почесто може да се појави, како во случај кога има одредена повреда, па често знае да биде притисок како или ќе биде со повредата, и тоа е сосема нормално да се чувствува, но кој е најдобриот начин за справување со сето тоа и од каде доаѓа психолошката поддршка? Не знам, нели нормално психолошкиот притисок и при повредата и при вакви настани во кои што не се трча во лично име, туку во име на државата, се многу поголеми од наречеме од психолошките притисоци во секојдневниот живот. Како било справувањето со тоа, не знам, просто да се прифати ситуацијата таква каква што е. На некои аспекти не можеме ние да влијаеме, тука е да се прифати како што е, се е процес на учење, така што само да се прифати да се излезе подобар од тоа.
Душко, споменавме зад камери уште еден важен момент кој што може би убаво да го истакнеме, а тоа е дека ќе имаме и двајца суди кои што оваа година заменуваат нова светско првенство со цел да добијат лиценца, ако добро разбрав, Точно, за да можат понатака да судат на надпревари. Да, со оглед на тоа дека го развиваме спортот и сакаме да биде поставен на добра основа, сето тоа си бара одредени критериуми кои што мораме да ги исполнуваме. Ние од лани во рамки на нашата држава веќе формиравме лани, јас ја нареков нулта едиција на една мини лига, која што се состоеше од 5 од трки кои што беа обединети во еден систем на бодување, трки или Skyrunning, кои што веќе постојат кај нас. Оваа година отидовме едно ниво погоре и сега доколку сакаме сето тоа да се задржи, да се развива, работиме и на тоа да Skyrunningот веќе стане од оваа година официјален спорт во Министерството за спорт во нашата држава. Веќе тогаш мора да имаме суди, мора да имаме делегати и сите тие работи, така што еве ја користиме приликата, пошто Хрватска е блиску, во името на Александар и Сања ќе имаме двајца представници кои веќе 3 дена слушаат теорија, Бамук има 2-3 дена пракса и очекуваме да завршат таа обука и да имаме во старт веќе двајца барем суди кои што треба да ги имаме професионални со лиценца во овој спорт. Ви благодариме многу за гостувањето, со оглед на тоа што ова се последни часови нели од подготовките, вечер заминувате, лесни нозе, така се вели на надпреварувачите Даниел, посакуваме навистина светот, со оглед на тоа што е светско првенство да слушне за тебе, достоинствено да ги одбраниш боите на Македонија и верувам дека е посебна гордост да ги носите овие дресови. Така што со успеси се надевам се гледаме и понатака и нека не биде ова притисок Даниел. Едноставно биди си ти таму свој на своето и дај максимум од себе. Благодарност. Ви благодариме и на вас. Ви благодариме за поканата, се надевам се ќе се видиме пак со многу подобри, па може би медал. Да. Сум секогаш оптимист и мене секогаш ме интересира оној спортски момент, така да позитивниот дух е тој кој што нема да идеме да се сликаме само на планина и на плажа, него ќе идеме да се бориме за медали што повисоко место. Така е, да. Ке ве очекуваме кога ќе се вратите и се разбира утринска на Тилма секогаш расположена да соопштува нови успеси на нашите спортисти, па така ќе биде и понатаму. Среќен пат и лесни нозе.